Кај се најдовме овдеш? Треба да водим изгледа. Изгледа. Почнува шпицајно. Лека ноќ, Македонијо, каде и да си, ова се вчерашни новости, местото од каде секогаш дознавате последни. Лека ноќ и од мене, јас сум Александар и Јелена и од тука секоја недела ве носиме чекор за ците. Така е, Александар. А јас предлагам да не должиме многу и да видиме што се подготви нашата редакција. Не менувајте го каналот, еве што ќе гледаме. Ексклузивно. Пациентите возбудени. Нова наградна игра на Клинички центар Скопје. Вчерашни беше на отворањето на нов тобоган. Пушти се, ајде, мечка, страх, тебе не здрав. Не ти изборам тебе, бе. Откриваме како еден графит влијаеше на бегалската криза. Шокантно. Дали еден од најстарите занаети во Македонија е на прагот на изумирање. Вчерашна историја. Тажна приказна за уривањето на еден македонски сон. Есенски базар во сите маркети на Електрометал. Посетете не и искористите ги неверојатните 15% попуст од 18 до 21 октомври. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Виз Дискаунт клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Воспоставете рамнотежа во организмот, зајакнете го имунитетот, подобрете ја општата здравствена состојба. Пробајте Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio, на Реплех Фарм. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството за индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на граничниот производ. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Овој 11 октомври одбележавме два јубилеи значајни за македонскиот народ и македонската држава. Поминаа 77 години откако во Прилеп и Куманово пукна првата пушка и 7 години откако пукна тиквата меѓу тогашните коалициони партнери и беше прекинат пописот, а Македонија стана единствена земја во светот без валиден попис. Срекната вест е дека наредниот попис е најавен за 2020 година и ќе биде спроведен многу лесно, односно преку така наречената техника прсти, бидејќи ќе може да ги изброиме на прсти тие што ќе останат да живеат тука. А во собранието почна седницата за уставните измени кои што произлегуваат од договорот со Грција. На линк го имаме портпаролот на владата кој ќе ни каже нешто повеќе како се движи овој процес. Само една секунда, денес сум дежурен на пораки. Како се движи процесот во собрание? Добро, фала Богу, добро е. Тераме политики. Дали освен вашите пратеници ќе успеете и другите да ги убедите да го дадат својот глас за уставните измени? Видете, редно време беше да се прекине делењето на наши и ваши. Дайте малце надеж за подобро утре. Надеж дека се ќе пројде ко подмачкано. Видите, политиките на оваа влада се темелат на надеж. Стриктно. Знаеме. Слушнавме за набавката на лубрикант. Лубриканти се набавуваат во континуитет во Македонија. Но што доколку измените не успеат, имате ли план Б? Нормално дека имаме план Б. Али ај донеси
план Б, донеси го и ЦЕП, па чак што ише и З планот донеси го. Значи се што ни треба е да се концентрираме малци и да се посветиме. Тоа е се посветен однос. Сведоци бевме дека пред некој ден коментиравте одлука за притвор на судската власт. Така, да, ама тоа е минато, знаете. Како што рекли, што имаш за утре не оставај за денес, така резултатите од нашата политика се гледаат. Како за кого изгледа зависи од диоптерот. За крај само ваша прогноза, уште колку ќе трае ова? Па уште 1702 пораки. Не мислевме на тоа, но не е важно. Не би ви одземале повеќе од вашето драгоцено време. Ви благодариме. Да, не да го. Да, фала, да, така. Фала. Откако беше осумничен од СЈО во истрагата пациент за незаконски набавки за изградба на јавни објекти, вице-премиерот изјави дека при набавките не било сгрешено ниту запирка. Вице-премиерот исто така додаде дека СЈО слободно може да ги однесе на лектор набавките каде што ќе се покаже дека не само нема сгрешено ниту запирка, туку дека ги има запазено и останатите интерпункциски знаци и дека набавките се за чиста петка, бидејќи немат ниту една граматичка грешка. Фалиментери. Новите истраги на СЈО повторно пред светот ја покажаа широкоградоста и дарежливоста на македонецот кон братските народи. А секако и добрата кондиција во која се наоѓала економијата во 2009-та. Да слушнеме за што се работи. Истрагата подарок што СЈО ја објави пред неколико дана уште еднаш потврди колку е силна македонската економија. Имено според ова истрага, во 2009 во екот на светската економска криза, кога многу така наречени моćни држави беа пред колапс, нашата земја хумана како и секогаш и простила долг на Руската Федерација во износ од 100 милиона евра или наши пари 1/6 од Скопје 2014. Хуманоста на прво место. Хвала вам пуно. Борбата против урбаната мафија и борбата за заштитување на зеленилото продолжува. Имено во општина Аеродром се случија протести против градењето 9-катница спроти Мајчин дом, на кој граѓаните побараа да не се уништува зеленилото. Но како на ова гледаат експертите? Да погледнеме. Значи, видите, ако погледнем математички на овој проблем, значи, ако биле 500 луѓе на тој протест, еве, цирка нека биле околу 1000 луѓе на тој протест, во општина Аеродром живеат, ако не се лажам, 98.000 жители, минус тие 1000, значи, останатите 97.000 жители се за да се уништува зеленилото и да се бетонира. Што Јелена, очигледно е дека по ова граѓаните на Аеродром конечно ги земаат работите во своји раце, а и следниот прилог зборува за тоа како тие може да влијаат врз системот. Или Селфете на терен Крстич поп Мајбах. Да погледнеме. Опасна закана за криминалците ширум републиката се појави откако по протестите во Скопски аеродром против градење зграда на сметка на зеленило, 8 на графитот "Криминалци марш од аеродром", после што масовно почнаа да бегаат и наозогласените криминогени структури. Се наоѓаме на местото каде еден многу познат графиџија кој што сакаше да остане анонимен го извршува своето дело кое што очигледно вродува со плод. Господине, од каде идејата? Значи, ја како слободен уметник мислам дека треба да се изразам слободно, мислам да ги представам сите оние слободни што се као мене и да им даjem една порука на овие што не узурпираат, дека уште има слободни луѓе и на било кој начин, ја преку уметност, кој као може ќе се изразиме дека сакаме слобода и оние сидат од тука. Инаку за оние кои што не знаат, во тек е бегалската криза по графитот "Криминалци марш од Скопје", пошто криминалците почнаа да напуштаат државата и да заминуваат во Грција и Белизе, барајќи спас од криминалофобијата која што владее во општеството. Ја не знам каква е оваа криминалофобија. Пре не избркаа од центар, па не избркаа од аеродром и сега сакат и од Скопје да не избркаат. И кај идеме ние, у Драчево? Не е убаво што го прават. Него, кај го чуваш ти точакот? Знаеме дека една од подобрите работи што може да им се случат на пациентите на клиника е да најдат слободен паркинг. Шо бе, како е да се види? Ја памтам времења бе која не се замишља свадба без нинџа. Па се знае, младожењата го стрижиш со овакво традиционално со катана.
Експерти од една област, многу важна, да не речам најважна за Македонија, денеска пуштија во употреба ново игралиште за деца без детство, тоест бизнисмени. Да погледнеме што забележа нашата камера. Пушти се, ајде, мечка, страв тебе не здрав. Не ти изборам тебе, бе. Джабе се, дечкате сите ке идете надолу. Колената ситкај ги малу, тежиштето напред. Не викај, значи почнувам. Да, така е студио, тука сме со представникот на Стопанска комора на Република Македонија, господинот тој и тој. Добар ден. Тој и тој, како го викаш, трети, значи дедо ми беше тој и така. Супер. Значи, што отвараме денеска, да им објасниме? Денеска сме присутни на отварање на една капитална инвестиција. Тоа е тобоган, да не речам, како го викаш, лизгајца за бизнисмени и за етаблирани стопански мокници. Добро, супер. Веројатно овој тобоган е и за деца, така? Не, господине, економијата не е за деца. Овде може само дипломирани економисти, магистри, бизнисмени да се пушчат, како го викаш, а за овие што се етаблирани, што се стопански мокници, како го викаш, гратис ќе биде пуштањето. Ама доста се брзи дечки. Уште побрзи ќе бидат. Сега ако распишат избори, ќе летат надолу, ќе шират. Разбирам што збориш. Добро, не ми одговоривте само како се вика оваа капитална инвестиција, што не ви реков, ама името на оваа капитална инвестиција сама се наметна и оваа прилика ја користам да и поканам сите големи бизниси, средни, мали, да дојдат овде заедно да се дружиме на тобоганот лизгајцата, како го викаш, наречен македонска, како го викаш, економија. Ова како катнава гаража Солунски конгрес. Шефе! Се заглаив! Кај ти е, како го викаш, лубрикантот? У Владак го заборев. Добро. Ете, драги гледачи, со длабоки метафори и скриени пораки се одјавуваме од катната гаража, како се вика... Македонска економија. Среќна вест ни доаѓа од Скопје на југот, Битола. Имено се обнови возниот парк на Битола, откако општината побарала од ЈСП Скопје 3 автобуси кои ќе треба да ги врати на реверс за 6 месеци. Автобусите кои ги испрати ЈСП Скопје се последен крик на технологијата, ако технологијата умреше во 1968 година. Тие се опремени со најсовремените уреди, како што се волан, седишта и скоро сите прозорци. Ова вест битолчани ја дочека со радост, посебно старите, кои велат дека со ова ќе се навратат во младоста, кога се возеле во вакви автобуси кои пренесували и војници за битката во Херонија. Се очекува после 6 месеци да бидат продадени на аукција за музеите за транспортни за Европа. Многу граѓани се жалат дека во градот по Тетовското теќе, Тетово, водата од градскиот водовод во последно време има лош вкус и мирис, но од локалната самоуправа смируваат. Оваа вода е специјално направена на тој начин поради големиот број на жалби дека граѓаните, посебно во ноќните часови кога стануваат да се напијат вода од фрижидер, често грешат и го земаат шишето со ракија, пошто настануваат несакани дејства. Општина Тетово како и секогаш се грижи за своите граѓани, па затоа оваа вода со мирис јасно се разликува од обична вода или ракија. Тие велат дека од декември очекуваат низ цевките да потече и флуоресцентна вода, со што и визуелно би се разликувала од се друго. Минатата недела Министерството за здравство излезе со пресконференција во која најавија почеток на големи реформи. Имено се работи за организација на голема наградна игра која ќе важи за сите пациенти и посетители на клиничкиот центар во Скопје. Да видиме за што точно станува збор. Знаеме дека една од подобрите работи што може да им се случат на пациентите на клиника е да најдат слободен паркинг. Затоа решивме да ја наградиме нивната трпеливост и создадовме наградна игра во која секој може да освои бесплатно паркирање. Заглавени сте во долга колона. Немате каде да го оставите автомобилот и не знаете што да правите во гужвата. Повеќе не очајувајте. Со наградната игра бесплатен паркинг на клиника секој има шанса за добивка. А за сите оние кои ќе успеат да најдат паркинг,
ја подготвивме играта Среќна седмица, во која најсрекните пациенти ќе добијат анестезија додека им ги вадат седмиците. Наградната игра трае додека не се изгради новиот клинички центар. Со други зборови, вечно. Но тоа не е се. Доколку се јавите после 15 во месецот, ќе можете да учествувате и во останатите игри на среќа, како Освој слободен мој термин или Греби се за инсулин. Побрзајте! Човек како е да се види? Ја памтам времења кога не се замишља свадба без нинџа. Па се знае, младожењата го стрижиш со овакво традиционално со катана. Например, компанија мене ми се понабијам шофер, него му се понабие политичар. Дали во Македонија имаме регистрирани случаи на стокхолмски синдром? Јецо? Не знам, Ацо. Не знам ни јас, но имаме регистрирано прв случај на струшки синдром. Станува збор за подвид на стокхолмскиот синдром, со тоа што жртвата не се заљубува во својот киднапер, туку во оние што ќе го истепаат. Името струшки синдром го добил по еден поранешен градоначалник на овој град, денес лидер на една партија. Тој, иако беше претепан речиси до смрт на крвавиот 27 април во собранието, по изборите би коалицирали со партијата, чии пратеници им отворија врати на тепачите, но само под еден услов, ако им ја бендиса програмата. Експертите препорачуваат дека евентуални коалициски преговори со села, преговарачите од другата страна да појдат со качулки на главите, како би ефектот на струшкиот синдром бил уште посилен. Александар, дали знаеш што имаат заедничко американскиот и македонскиот сон? Ништо. Токму така, Александар. Следната сторија е токму за уривањето на еден македонски сон, за патот на еден човек од дното до врвот, а потоа од врвот и повторно до дното. Подгответе ги салфетките. Следува тажна приказна во вчерашни. Топла домашна атмосфера, мирис на кафе и печени пиперки, така не пречекаа домакините во домот на еден градоначалник на една општина која сака да остане анонимна. Откако нашата екипа ги соблече кондурите и се почувствува како дома, тие се отворија пред нашите камери. Не знам од дек да почнам ја, как почнаме. 9 души од дека да почнеш. Почни од почеток, Поленка, како ни раскажуваш нас? Многу сакал од маленко да го биде, да биде нешто. В партијата од 7 години е зачленен. Де па ти шо србуваш, кажи шо на телевизијата тук? А вие сте? Јас сум шофер, па тоа комбето не оде само у Бугарија там да носе, шо носе не е битно. Ние од маленки беме договорени, он вика деки направиме компанија, например компанија мене ми се понабијам шофер, него му се понабие политичар. Да се бавиш со политика не е лесно, ни се довери Николчо позади камерите. Кариера полна со пот, компромиси, жртви и откажувања. Многу жртви, многу откажувања. Откажа се, жртва даде и основна школа, и средна школа. Земјоделието запусти, нивата празна стое. Само у партијата. Но тажниот животен пат на Николчо продолжува откако од судот го добил тоа што најмалку го очекувал. Условна казна затвор од 2 години, доколку во рок од 4 години не направи кривично дело. За како што вели неговата сопруга, само еден камион роба. Единствената среќа е што тој со неговите лични познанства успеал да најде начин како судот да му издаде потврда за неосудуваност. И потоа избори веднаш се распишале локалните избори. И избраваме после. Ама шо ако ми избраваме? Убаво, градоначалник стана и после почна. И си давте оставка. Едно рочиште, оште едно рочиште на суд. Сите пари по адвокати даваме. Динар немаме. Нашата новинарска љубопитност не можеше а да не праша од што живееле сите овие години Николчо и неговата фамилија. Бизнис, од што живееме? Прво беше фармерки, после земаме нешто девизи. Работеви, после зема искудија го човекот, таму наместија го 2 штеки цигари у комито што сме фрлили од Бугарија кој деви. Оставка си давате. Еми, да. Јави ми се мене од Скопје од партијата, оставка да си поднесеш, морало. Викам, шо мора оставка, ја од морални причини сакам да си поднесам оставка и ја оставката и това е. Чекај вако тиите да стан тук. Шо? И комито ќе го запаламе, кажувам ти ја ќе го запалам. Ништо нема да има, ќе имат помоц се трошок во општината па да видам. Така е,
Пре ја пробувам да кажам, оти така. Уста не затворе. Со солзи во очите ја напуштаме оваа фамилија, со надеж дека среќата ги прати единствено најчесните. Среќни вести за Делчевчани. Имено во Дебар на Истокот за прв пат е поставен полнач за електрични автомобили. Како што велат жителите, овој полнач е капитална инвестиција која очекувале сите нула сопственици на возила на електричен погон. Тие се надеваат дека со ова ќе привлечат и голем број на туристи од околните села и Берово, кои ќе дојдат да посведочат за ова чудо на технологијата. За овој потек до градоначалникот на општина Делчево писмо со честитки испрати и Елон Маск. Модернизацијата и дехуманизацијата на нашето општество сериозно удираат по старите и традиционални занаети. Уште еден занает се чини е на работ на заборавот. Да погледнеме како функционира една професија, една невидлива сила која го држи заедно универзумот, а која за жал е во изумирање. Може ли да замислите како би се развивало нашето општество доколку ние, како луѓе, во палеолитот и денес би ги немале Тука беа до сега, човече. Еве ги. Значи, како си ја вршат работата, тоа е... Браво! Здраво. Мија скрши кичмат. Како е да си нинџа? Шо бе, како е да се биде? Ја памтам времења бе која не се замишля свадба без нинџа. Па се знае, младожењата го стрижиш со овакво традиционално со катана. Се знае како се бричи со катана. Баш кај секој село имаше нинџа клан. Заштитници, знаеш како е? Гулевци, делчевци, санданци, све тоа. И текна првиот шурикен у Прилепи Катланово. Прилепи Катланово, така. Значи, немој тргни се, не ми се доближувај. Добро, има ли начин да се задржи тој традиционален занает? Има бе со ангажмани, ама ние се помалце ги имаме. Ние сме ти мајстори бе, мајстори на камелонизација, на асимилација, на канализација, градежништво. Ама ништо, сега само по избори не викаат и по некој сунет. Саш да видиш демонстрација како изгледа тоа? Да, ама не на мене, така. Се заебавам бе, не на тебе. Значи вака се пунат кутии. Ало? Ало? Да донесеш булдожери, може? Можи. Сенпај, треба да дигаме Ја зграда. Аригато. Ајде, тато. Ос, ични. Ични? Медиапан! Медиапан. Се извинам, да ве прашам, што се случува? Абај, бегај, доста снимат, ај изгаси кам. Што бе, кој ви се јави? Не е битно, од општина аеродром ни се јавија, трета смена имаме работа. Бегај, бе, ајде! Чекај, зашто? Добро, ете, драги гледачи, како што можевме да забележиме, ни се разрешија некои мистерии. Видовме дека нинџите се задолжени за тоа да работат трета смена и дигаат згради, за да пунат гласачки кутии и да сечат дрва после полноќ навечер. Нинџите со еден збор се меѓу нас. Ме боли кичмата. Студио? Од извори блиски до планината дознаваме дека нинџите последен пат се забележени наводно на 11 октомври, каде што заедно со багерите ја продолжија работата на гасоводот. Морам да си купам ја, да не полудам, мамо спаси ме, мамо спаси ме. Морам сега да ја освојам, јас да ја освојам. Морам да си купам ја, да не полудам, мамо спаси ме, мамо спаси ме. Супер С звучи одлично. Аплицирајте за ненаменски потрошувачки кредит до 1.200.000 денари. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство.
Започна големата електрометал наградна игра. Пазари и вози Kia Stonic. Со секоја сметка над 1000 денари во електрометал салоните во Карпош и Центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во електрометал и вози Kia Stonic. Или влези пешки, излези со автомобил. Тоа е тоа. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Есенски базар во сите маркети на Електрометал. Посетете не и искористите ги неверојатните 15% попуст од 18 до 21 октомври. А сега да видиме какво ќе биде времето неделава. Дали не очекува заладување и е време да набавите дрва и стара пластика за грејење? Дали е време да ја извадите монтката од основно и пак да ја вратите од ви е голема? Дали е време да пробате дали само шалот ви е точен од ланската гардероба? Нет. Ти благодарам, Вито. И стигнавме до почетокот на уште едни вчерашни. Се гледаме за една недела на истото место во истото време. Добро утро на сите, освен на тие што им е најважна внатрешната убавина. Тоа беше се за оваа недела. До наредната следете не на нашата Facebook и YouTube страница, како и на нашиот нов вебсайт www.fn.mk. Вие сте чекор за ците. Останете така. И останете позитивни како досега ако ви е погодена терапијата. Ако не возрастни сте, останете како сакате.